Министерот наместо да си поднесе оставка во уште еден неуспешен обид да не спречи да ја кажеме вистината за нивното владење, прекршување на законите и на злоупотребата на службена должност и позиција. Раководителите на подрачните единици на Министерството за земјоделство 2 дена бегаат од работното место, иако имавме закажани средби. Нема каде да се кријат. Вистината ќе излезе на виделина. Ова се функционерите на Груевски кои му одработуваат на избори. Тие им вршат притисок на земјоделците, ги уценуваат со субвенции, со рескинување на договорите за добијана земја под концесија или дека ќе мора да ги вратат тракторите добиени преку програма за рурален развој, односно 50-50. Доставени се до нас изјави на земјоделци, кои што потврдуваат притисоци, закани и уцени. Истите ќе бидат процесуирани. Во врска со бегањето од работното место за кое што раководителите земаат плата, ќе дадам предлог за покренување на дисциплинска постапка. Секој што се огрешил пред законот ќе мора да одговара. И само уште еден нов доказ за злоупотребата на службена положба на Илија Србиновски. Бидејќи министерот вчера кажа дека тоа е работа на инспекторатот, а не негова. Еве го записникот на инспекторатот, кој што е доставен во јули до министерот и во кој што се констатира. Токму тој земјоделски инспекторат констатира дека договорот на Србиновски е спротивен на закон. Истиот е реализиран и спротивен на закон. Тоа е одговорот и уште еден клучен доказ за овие раководители на подрачни единици во министерството. Ништо нема да не спречи целата вистина за се што се случувало во Министерството за земјоделие ќе излезе на виделина. Јас ќе продолжам да ги бранам интересите на земјоделците, на граѓаните. Благодарам. Прашања? Министре, може ли да кажете зошто надвор и дали побаравте од министерот и од неговиот кабинет за да се одржи пресконференцијата внатре, да ви возможат услови? Апсолутно, ќе добиете, ако сакате, и писмена потврда дека побаравме салата да биде овозможена, се со цел да вие новинарите бидете внатре, а не надвор на ова ладно време. Побарана е, имаме писмена кореспонденција. На салата веднаш после нашето барање е објавен еден надпис кој што исто ќе ви го дадеме дека поради технички причини во наредниот период салата нема да биде во функција. Што сакат нека прават. Ништо нема да не спречи. Она што ни е нас работа, она за што сме платени, зашто сме тука, тоа е интересот на граѓаните, интересот на земјоделците. И вистината за која што се бориме да излезе на виделина. Дали внатре или надвор, ништо нема да спречи тоа да го направиме. Меѓутоа, денеска вистината е таа, дека побаравме салата да биде возможена, дури знаете што бараат темата на која што ќе биде пресконференција. Ја не знам стварно во која земја живееме, но повторувам, нема човек, нема начин, нема сила која што може да ме спречи да ја работам ова работа така како што ја правам, во интерес на сите граѓани. Вчера министерот изјави дека во време на ваше владење градоначалникот на Богданци зел под концесија 500 хектари, за кои не плаќал никаков паричен надоместок. За овој случај, така наречен агролозор, наизу многу други, ќе знаете од понеделник кога ќе продолжиме со објавувањето на материјалите. За жал, ние се уште се занимаваме со случајот Србиновски, кој што е кристално јасен. Имаме констатација на земјоделскиот инспекторат, токму тој инспекторат на кој што се повикува министерот и токму тие служби. Дали ќе покажете постапка против тој градоначалник, ако се докаже дека и тој има погрешено? Секој ќе мора да одговара за своите постапки. Целата вистина мора да излезе на виделина без разлика за кого станува збор. Тоа е наша обврска пред граѓаните. Вклучително и за овој случај.